Почитувани новинари, почитувана јавност, денеска со жалење сакаме да констатираме дека добивме неофицијална информација дека собраниското мнозинство ја одбива предлог одлуката за формирање на анкетна комисија која што ја дадовме за да се утврдат фактите и недостатоците при изградбата и примопредавањето во употреба на модуларната болница во Тетово, која што беше опожарена и како резултат на тоа имавме трагедија со 14 изгорени пациенти. Сметаме дека со ваквиот потек парламентарното мнозинство не сака да се расчисти овој случај и не сака да добијат одговор прашањата кој ја носи политичката и кривичната одговорност за оваа здравствена трагедија која што чинеше 14 човечки животи. Сметаме дека господинот Зоран Заев се уште тактизира за да го заштити министерот Филипче, а пратеничкото мнозинство СДСМ ДУИ за да ги заштити и надлежните во општина Тетово и во клиничката болница во Тетово. За жал, заштитата на нивните партиски кадри, министерот Филипче, заменикот министерот ДУИ, директорот на болницата од ДУИ и другите надлежни во општината Тетово, им е поважен на власта, отколку дознавањето на вистината за одговорноста за оваа голема здравствена и човечка трагедија. Се надеваме дека преку медиумите и преку овој апел ќе успееме и понатаму да потикнеме да се истражува овој настан, да не се заборави, се додека за него нема морална, политичка и кривична одговорност. Тоа би била пресконференцијата за денес. Повелете доколку имате некои прашања. Има ли образложение одбиениот предлог? Сега за сега нема образложение, веројатно ни самите не знаат зошто би одбиле формирање на ваква анкетна комисија, но тоа ни остава право да заклучиме дека штитењето на Венко Филипче, заменик министерот, директорот на клиничката болница и надлежните во општината Тетово им е поважно од аргументирано образложение. Едно прашање имам, го слушнавте вашиот колега Јован Митревски, зошто ВМРО ДПМН, како што вели, ги кочи сите тие собраниски комисии, како што рече 40 закони се во застој? Вчера имавме комисија за надворешна политика, која што имаше сосема добар тек, продолжуваме утре. Имавме комисија за земјоделство и шумарство за вчера, која што имаше сосем добар тек и продолжува и таа последните точки, така што таму каде што имаме можност да влијаеме и председаваме со комисиите, има најдобар ред и функционира се како што треба. Таму каде што СДСМ ги предводи комисиите, очигледно е дека намерно создаваат одреден хаос и неорганизираност, за да може да го дефокусираат вниманието од неспособноста на нивните градоначалници и од темата за одговорноста за пожарот и загинатите во Тетово. Кој е ставот на ВМРО ДПМН во врска со предлог измените во кривичниот законник? Во однос на предлог измените на кривичниот законник. Не сме разговарале на таа тема, други се надлежни, но кога ќе имаме став ќе го соопштиме. Благодарам многу.